7 нови случаи на коронавирус во Македонија. 4 од новодиагностицираните се од Дебар и тие биле во претходен контакт со веќе заболените нивни сограѓани. Една пациентка е жена на 54 годишна возраст, која пред 4 дена се вратила од Холандија. Таа е веќе хоспитализирана на клиниката за инфективни болести. Уште двајца Скопјани биле позитивни на COVID-19 преку испитување направено во приватна болница во Скопје, но за нив надлежните ќе наложат уште едно тестирање во акредитирана лабораторија. Имаме информација од лабораторијата во болницата Жан Митрев дека се јавиле 2 лица кои што имале симптоми на грип. Тие биле спроведени по протокол на болницата, земени се материјалите и таму се тестовите позитивни, меѓутоа ние тие тестови заради усогласување и унифицирање на методата на тестирање у текот на утрешниот ден ќе ги тестираме во нашата лабораторија. Владата на седница го забрани влезот за сите странски државјани во земјава, освен за возачи на транспортни возила кои ќе можат да влезат пооднапред договорени протоколи. Влезот ќе биде дозволен и за представниците на конзуларните представништва. Од четврток на полнок клуч наврата ќе добија и Скопскиот аеродром. Надлежните ги повикаа граѓаните да не патуваат, а македонските државјани од трети земји да не се враќаат во Македонија. Македонските државјани кои што имаат регулиран престој во друга држава, кои што имаат дома и надвор од дома, се ова можеби не доаѓа многу логично од министер за надворешни да апелира да не се патува, меѓутоа такви се состојбите, да во овој кризен период да не се упатуваат кон татковината. Значи, тие што имаат регулиран престој во трета држава, да ги следат мерките и упатствата на тамошните влади. Наш прв приоритет се оние граѓани кои што не се во татковината, немаат друга дома и се затечени на аеродроми, се откажани летови. Во моментов во Македонија има 23 официјално потврдени случаи со коронавирус, а резултатите за двајца ќе треба да се повторат. Од нив 9 се лекуваат во Дебар, а 14 на клиниката за инфективни болести. Вчера првата пациентка со COVID-19 во земјава беше пуштена на домашно лекување.